Македонската литература доби една несекојдневна и единствена книга за Петре, сите лица на расказот. Петре Андреевски, кој е воедно и автор на многобројни незаборавни раскази, во оваа книга стана личност. Тој е книжевен лик кој се појавува низ 19 своји нови овоплотувања во расказите на 19 современи македонски раскажувачи. За единствената и неповторлива митско-магиска аура со која се обвиткани сите нешта на Петретовата слоештица, говореше и академик Урошевиќ, кој е воедно и автор на еден од расказите во оваа книга во издание на Арсламина. Од своето село, од својата слоештица, Петре Андреевски направи еден посебен свет, која е една од најпрепознатливите точки во македонската поетска географија. Во тој волшебен билај, секојдневните селски работи течат паралелно со дејанијата на невидливите надприродни сили. Всушност, секој гест, секој потек, секоја појава имаат двојно значење. Она обично, секојдневно, приземно и она друго, магиско, ритуално, трансцендентно. Чествувајќи го Петре Андреевски, расказите истовремено го чествуваат и нашиот заеднички еден и единствен мајчин јазик, македонскиот. Забележа Ѓорве Зировска, која е воедно и приредувач на оваа книга. Книга за Петре е тематска збирка раскази за Петре Андреевски, чествувачка и наменска антологија. Таа и суштински и со својот поднаслов ги слави сите лица на расказот, како што Андреевски ги слави сите лица на смртта во последната збирка раскази објавена за време на неговиот живот. И да не ни оставеше ништо друго, освен бисерот на светската љубовна лирика Фениција и метаисторискиот роман, јас така го биреј, Петре Андреевски ќе оставеше гений во нашата книжевност, сега парафразирам, затоа што она што тој ни го остави е една настилница, стилска настилница, за оние кои доаѓаат да ги макаат своите пера меѓу нив со јас и да си го бараат својот глас авторски преку неговото невидливо стилско наследство. Во исто време денес во Слоештица се одбележува 90 годишнината од раѓањето на великанот на македонската литература Петре Андреевски.